Ретки се годините кога православните и католичките верници заедно го слават Великден или Божик, двата најголеми христијански празници. Вообичаено овие празници не се совпаѓаат, па верниците го слават на различен датум во зависност од календарот според кој се пресметува времето. Во Македонија пред некое време бизнис заедницата го иницираше предлогот јулијанскиот календар да се замени со новиот грегоријанскиот календар. Единствениот аргумент за оваа иницијатива е прилагодувањето кон најголемиот број на држави во Европа за да не трпи бизнисот. Разликата во календарите е проблематична, особено на Божик. Тогаш работата е во застој цел месец, реагираа од Сојузот на стопански комори. За разлика од стопанствениците, свештените лица сметаат дека нема никаква најава за промена на календарот, а велат дека и не гледаат причина зошто да се промени. Нешто кое што со векови наназад е така. Ниту станало збор некогаш за некаква промена на календарот, ниту пак ќе стане во блиска иднина, заради тоа што ги познаваме размислувањата на некој епископ пред се на нашиот свет владика митрополитот Струмички господин Наум, дека промената на календарот нема да донесе ништо добро, туку ќе донесе една нова поделба и еден нов раскол. Добар дел од православните цркви живеат според стариот календар, како и ние, руската, српската црква, Света Гора, Атонска и така натаму, а црквите, православните цркви кои што го променија календарот и го примија, заживеа во својот богослужбен живот, славејќи ги празниците според новиот календар, им се случи раскол, внатрешна поделба, ние немаме потреба такво нешто, поготово не во овие моменти кога и така по различни прашања нашиот народ е поделен, така да мислам дека ниту станал, ниту ќе стане збор во догледно време, ниту пак сметам дека имаме некаква потреба или пак ќе се промени нешто на подобро ако го промениме календарот. Разликите во христијанството за тоа кога треба да се слави Божик и другите верски празници произлегуваат од догматските несогласувања меѓу црквите и различните системи на мерење на времето. Иако се прават обиди за усогласување на празниците, разликите остануваат и покрај укажувањата на математичарите дека ако продолжат да се применуваат и двата календари, по 100 години ќе дојде до поместување на православниот Божик. Дебатата за и против промената на календарот во Македонија стана актуелна откако православните земји во најблиското опкружување како Бугарија и Грција го прифатија новиот календар.